Со 278 амбулантски прегледи и 47 теренски интервенции, поминал великденскиот викенд за итната медицинска помош во Штип. И покрај зголемениот обем на работа, празничните денови поминале релативно мирно, без посериозни инциденти и без случаи на труење со храна. Најголем дел од интервенциите биле поврзани со сезонски респираторни инфекции и полесни дигестивни тегоби, наместо вообичаените проблеми кои се јавуваат за време на празниците. За состојбата и најчестите интервенции информира доктор Тања Адраманова од итната медицинска помош Штип. За време на продолжениот викенд во итната медицинска служба Штип беа регистрирани 278 амбулантски прегледи и 47 теренски интервенции. Најчесто во амбулантата се јавуваат пациенти со горно-респираторни инфекции, тоа најчесто со проблеми со запнат нос, покачена телесна температура, кашлица и температура како и општа малаксаност. Значи за среќа овој пат немаше случаеви на труење со храна како и труење со алкохол. Прејадување немаше прејадување, но имаше пациенти кои што се жалеа на дигестивни тегови, но сето тоа беше добро изменаџирано и пациентите беа третирани. Адраманова упати апел граѓаните кои постеле досега да почнат постепено да внесуваат мрсна храна. Се препорачува исто внес на полесна храна, како и овошје и зеленчук. Значи се препорачува пациентите да почнат со постепено внесување на лесна храна. Се препорачува да внесуваат повеќе овошје и зеленчук. Се препорачува полесна храна, варен ориз, компир и така натаму, да не се претерува со мрсна и пражена храна. Инаку апелот и понатаму останува јасен. Иако постот официјално е завршен, сепак граѓаните треба да внесуваат здрава храна, повеќе течности и да имаат повеќе физичка активност, се со цел да не дојде до несакани ефекти.